А зашто одам на суд? Да видим. Одите за ТНТ? Одам за ТНТ, тоа е едниот случај, каде што Фијат Сановски, преку своја фирма, почнал да гради зграда. За да гради зграда добил градежна дозвола од општина Газибала. Општината му издава градежна дозвола според правилниците што биле во тоа време, а тие правилници налагале дека на одреден број станови што планира да ги изгради, мора да има одреден број на гаражи, односно гаражни места. За да се изградат тие гаражи, односно гаражни места, морало да се изградат 3 нивоа под земја. И он таква градежна дозвола побрал и таква добил. Со 3 нивоа под земја и точно се знае колку метра треба под земја да биде изградено. Направено е во метри. Почнавале да копаат. Прво се копа јамата. Она градежна јама се вика. Но кога дошле негде на висина на -2, или -1 ниво, -2, се појавила вода. Тоа не е нерешливо во градежништвото, се решава, ама треба голема инвестиција. Според експерти што консултиравме, на толкава голема зграда, требало едно 2 милиона повеќе евра да вложат, за да го решат проблемот со појавата на вода. Во тоа време фирмата решила, фирмата на Фијат Сановски, да не го прави тоа, да застанат на -2, за да не вложуваат 2 милиони евра повеќе. И почнале да ја градат зградата со наместо со 3 нивоа под земја, со 2 нивоа под земја. Стигнале до надземја, некаде 2-3 ката, иначе не знам 7-8 ката или колку бива таа зграда или 10. Негде кога стигнале до 2-3 кат, инспекцијата во општина Газибала открила дека има дивоградба. Бидејќи дивоградба е се што е спротивно на градежната дозвола што е издала општината. Меѓутоа тој бил свесен за тоа. Сега ќе видите дали бил свесен. Оди врши увид и му дава написмено дека гради спротивно на градежната дозвола и бара од него да го сруши тоа изграденото, тоа и 10% не е од тоа што планира да го изгради, и да изгради од поново како што стои во градежната дозвола. Тој во тој период се пушта на сите страни политички да си го реши проблемот, да му се прогледа низ прсти и така натаму, прави максимални напори кај ќе стигне, тој самиот го кажува, не успева. И во даден момент бара од општина Газибала да му е смени градежната дозвола и да му ја направи како што тој си гради. Значи со тоа признава дека градел спротивно на закон. Општината му вика имаш 1,40 м поплитко, изградено треба уште 1,40 м надоле за да има уште едно ниво. Тој вика да, така е. Еве ви барање, писмено, на основа на кое ве молам да не биде уште 1,40 м подолу, да биде пократко и така. И они му одговараат, ние не можеме тоа да ти го завршиме, затоа што е спротивно на правилникот, според кој што е донесен ДУПот. А тоа не може да се врати. ДУПот е донесен, правилникот е донесен, по тие услови ти издадена градежната дозвола и да сакаме, не можеме. Значи, нема решение тука. Освен рушење и градење од поново. Доаѓа ситуација да се руши, тој превземе дека тој ќе си ја сруши зградата сам, ангажирал некоја фирма за рушење, која што бавно го руши сето тоа, но по некое време се забрзува рушењето и се руши зградата. И сега вадат телефонски разговори, а не гледат што се случило. Значи, дали ние сме збореле, дали не сме збореле, што сме збореле по телефон е ирелевантно. Клучно е, имало дивоградба или немало дивоградба. Законски е што општината му побарава да се сруши или не е законски? Законски е, затоа што тој си признава до општината, барајќи нова дозвола, изменета, затоа што подава на суд, на управен суд, губи, и оди на виши управен суд, губи и таму. Значи, на сите судови губи. Нас не судат со години, ни бараат казна од над 5 години затвор, 5-10 години затвор, затоа што сме ја злоупотребиле нашата должност и му се срушила зградата на Фијат Сановски, односно на неговата фирма. А имаме класична дивоградба, во која што свесно, човекот свесно за да заштити 2 милиони евра, решил да гради спротивно на градежната дозвола.